Добро вечер, почитувани сограѓани, почитувани другарки и другари, почитувани дами и господа. Чест ми е и задоволство да се представам ова вечер пред вас, да ја представам нашата советичка листа и пред се да го представам и проmovирам човекот кој што посебно не треба да се представува, господинот Здравко Коцев, кандидат за градоначалник на нашата коалиција. Немам намера овде да ги презентирам, да зборувам за целите и приоритетите на нашата програма. Уште помалку да ги набројувам бројните проблеми со кои што вие се соочувате во ова ваша заедница овде, проблеми кои што се забележани, кои се нотирани и кои што се едни од оние приоритети кои што ќе ги решаваме на локално ниво. Пред се канализација, водовод и така натаму, тоа се работи за кои што по-детално и по-добро од мене ќе изборува нашиот кандидат за градоначалник, кој што всушност е и човекот кој што ќе се фати во кости со решавање нови проблеми и за кој што може да биде сигурни и убедени дека успешно ќе се справи со нив. Почитувани присутни, со Здравко Коцев се знаеме од мали, од деца. Она што сакам овде да го споделам со вас, во еден период делекме и иста школска клуба. Она во што сакам да ве уведам е дека не во Штип, не во Македонија и многу пошироко нема да сретнете, нема да најдете човек кој што повеќе држи до својот збор, до своето ветување. Тоа е гаранција дека она што овде ќе биде кажано, она што овде ќе биде ветено и она што ќе биде сместено во нашата програма како главни цели и приоритети дека ќе биде реализирано. Брзо, точно, енергично, како што го знаем всушност и Здравко Коцев. Дозволете ми во ова прилика неку реченици, неку збори да кажам за нашата советичка листа. Многу е важно нови избори покрај кандидатот за градоначалник да го добиеме мнозинството и во советот. Затоа ве поканувам на 24 да го дадете својот глас и да го заокружите бројот 42 и на листата за кандидат за градоначалник и на советичката листа. Нашата листа представува идеален спој од младост и искуство, спој од ентузијазам и стручност, спој од честост и енергичност. Тоа се главните адути на оваа наша советичка листа, а фактот што на советичката листа имаме кандидати од сите коалициони партнери, од ВМРО Народна, од Обединети за Македонија, од Либерално-демократска партија, од Достоинство, е уште еден додатен квалитет кој што гарантира дека до крај ќе настојуваме да ги решаваме и да се паќаме во концепт со сите тековни проблеми, кои што за жал не се малку. Затоа, за крај, состема, уште еднаш го упатувам својот апел, својата покана до сите граѓани, до сите присутни и неприсутни, за кои што слободата, демократијата, достоинството значат нешто, за кои што, на кои што не им е седна во каква општина, во каква држава ќе живеат, на кои што им е важно сегашноста, но и едината на нашите деца, на нашите внуци. Со ова би го завршил ова свое кратко излагање со уште еден апел дека бројот 42 е оној кој што треба да го закружиме на 24 март. Ви благодарам, да се живи и здрави.